Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве што информативната редакција издвои за денес. Поставен прв слој на асфалт на дел на автопатската делница Скопје-Штип. Општина Неготино потпиша договор со Светска банка за грант од 260.000 евра за реконструкција на патот Горни Дисан-Вешје. 5 нови мерки кои што ги објави ВМРО ДПМН директно се однесуваат на Велес. Околу 17 часот во секторот за внатрешни работи Велес пристигна за пријава дека на автопатот Скопје-Велес забележано излетано возило. Екипи на секторот за внатрешни работи се на терена, воедно и нашиот репортер Валентина Михајловска, која ја вклучуваме во живо во овој дневник. Каква е состојбата на терен, Вале, има ли повредени или за жал и загинати лица? Така е, Владимир, за жал имаме едно загинато лице во сообраќајна на несреќа која се случила на автопатот Скопје-Велеска и местноста викана Клисура. Еве, ние сме овде во моментот што туку го извадија телото на починатото лице, а што се однесува до сообраќајната несреќа, се уште не се знае кога точно се случила. Ова го пријавиле случај минувачи денес околу 16 часот, го виделе излетаното возило и го пријавиле во СВР Велес. Во моментов реков дека го извлекоа телото, меѓутоа се уште во провалијата заради непристапноста на теренот, се уште не е извадено возилото. Инаку во моментов се присутни екипи на полицијата, специјалната единица, јавен обвинител се разбира, територијалната противпожарна единица. Неофицијално возилото е со скопски регистарски таблички, но надлежните не дозволуваат да направиме снимки. Се разбира, со повеќе информации рекоа дека ќе имаме во текот на утрешниот ден, а истрагата ќе покаже кога и како се случила сообраќајната несреќа. Владимир, ние остануваме овде на терен, се разбира, со повеќе информации во текот на утрешниот ден. Јас ти благодарам за ова јавување, Вале, а ние продолжуваме понатаму. На делот на автопатската делница Скопје-Штип е поставен првиот слој на асфалт. Автопатската делница е со должина од 47 километри. Започна да се гради пред 22 месеци, а вкупната инвестиција е околу 206 милиони евра. Поставен е првиот слој на асфалт на дел од автопатската делница Скопје-Штип. Видеоматеријал за ова на својот Facebook профил објави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Автопатската делница е со должина од 47 километри. Започна да се гради пред 22 месеци, а вкупната инвестиција е околу 206 милиони евра. Интензивно продолживме и со изградба на автопатот од Скопје до Штип во должина од 47 километри и инвестиција од 206 милиони евра. 2015 година ја завршуваме со вкупно завршени 34% од градежните работи. Паралелно со градбата на оваа делница се работи на автопатската делница Кичево-Охрид, но и на Демиркапије-Смоквица. Како никогаш досега истовремено работиме на изградба на 3 нови автопати, а воедно реконструираме и уште 2 автопатски делници во вкупна должина од 165 километри или инвестиција околу 800 милиони евра. Со засилено темпо работевме и на изградба на автопатот Демиркапије-Смоквица во должина од 28 километри, инвестиција од 210 милиони евра. Побезбеден и побрз сообраќај кој ќе придонесува за јакнење на локалната економија. Ова се очекувањата на граѓаните од инвестициите во патната инфраструктура. Надлежните најавуваат дека и годинава ќе има рехабилитација на веќе постоечки, но и изградба на нови патни правци. Во завршена фаза сме и за отпочнување реконструкција на делницата од Скопје до Куманово, која ќе чини отприлика 16 милиони евра. Во делот на автопатската мрежа ја работиме и проектната документација и сме во завршна фаза за изградба на делниците од Требјаниште до Струга. Исто така работиме и проектната документација од Гостивар до Кичево и од Скопје до Блаце. Вложувањата во инфраструктурата ја истакнуваат Македонија како земја лидер во регионот по модерни и безбедни патишта.
Општина Неготино подпиша договор со Светска банка за грант од 260.000 евра за реконструкција на 638 метри од патот Горни Дисан Вешје. Патниот правец кој ги поврзува селата Горни Дисан и Вешје ќе биде саниран и функционален во целост. Општина Неготино подпиша договор вреден 260.000 евра со Светска банка за обезбедување на грант за доградба на делницата во должина од 638 метри. Со овие средства ќе се реконструира делот кој што е во најлоша состојба и не ги овозможува нити минималните стандарди за нормално и безбедно одвивање на сообраќајот. Светска банка во Скопје го потпиша договорот со оваа финансиска институција вреден на 260.000 евра, средства кои ќе бидат употребени за изградба на еден дел од делницата од патниот правец Горни Дисан Вешје. Како што е, верувам, веќе општо познато, станува збор за патен правец кој што се гради во 3 фази. Овие 260.000 евра ќе бидат употребени за изградба на 638 метри од овој пат. Градежните активности на овој патен правец се веќе започнати. Во тек е првата фаза за обнова на 800 метри со средства добиени преку ИПАРТ, односно програмата за рурален развој. Станува збор за еден од најнефункционалните патни правци на територијата на општина Неготино, а е мощен значаен, бидејќи се наоѓа во регионот на Дисанијата или, како што ние милуваме да кажеме, македонскиот Бордо, каде што се наоѓаат најубавите насади, лозови насади и каде што се произведува најубавото грозје, па со самото завршување на овој патен правец, кој што се очекува да биде околу половина на наредната година, ќе се обезбедат услови за безбедно одвивање на сообраќајот, ќе се обезбеди полесен пристап до лозовите насади, транспорт на родот, а исто така и поврзување на општина Неготино со соседните општини. Патот Долни Дисан Вешје е стар и оштетен веќе со децении. Обновата ќе биде од корист за граѓаните, но и за развој на туризмот. Сега ќе се прави патот, ќе се асфалтира, ќе стане една функционална целина на задоволство, како што реков, на жителите на Дисанијата, меѓутоа и не само на нив, и на сите оние кои што се упатуваат во тој регион, што на еден начин ќе придонесе и за економски развој на тој регион, за развој на винскиот туризам, алтернативниот туризам и така натаму. Една фаза од работите на овој патен правец во должина од 400 метри е предмет на реализација на проект за прекогранична соработка помеѓу Македонија и Грција. 5 нови мерки кои што ги објави ВМРО ДПМН директно се однесуваат на Велес. Фитнес зона, читална, бесплатен железнички превоз, перални и сушални во студентските домови се само дел од проектите кои оваа партија ги прави за подобрување на животот на младите. Потенцира Живека Транџиев, председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, Општински комитет Велес. ВМРО ДПМН е партија која иднината ја темели на младите луѓе и акцентот го става токму на нивните потреби. Вчера објавените 5 нови проекти се доказ дека партијата на власт огромна важност им посветува на младите. Вака Живека Транџиев ја започна пресконференцијата, на која што потенцираше дека од 5 нови мерки, 2 директно се однесуваат на Велес и Велешко. Општината наскоро ќе добие фитнес зона. Од овој проект ќе имаат бенефит пред се младите, но и сите останати граѓани кои сте заинтересирани од овој вид на активности. Наредната година Велес добива и читална. Најголемиот бенефит од оваа мерка ќе го имаат студентите. Министерството за образование и наука, која што ќе го спроведува проектот, ќе обезбеди работа на читалните секој ден од неделата, а истите ќе имаат капацитет од 100 до 150 места и 10 компјутери кои ќе бидат на располагање на корисниците на читалната. Во март оваа година стартува мерката за бесплатен железнички превоз за млади до 27 години. Катранџије вели, секоја прва и трета недела од месецот, младите ќе може да патуваат низ државата, без затоа да потрошат средства од својот буџет. Но она што исто така е важно за младите е можноста за бесплатна обука за основни компјутерски вештини за лица до 29 години. Во насока на зголемување на конкурентноста на пазарот на трудот, младите лица до 29 години ќе имаат можност за посета на обуки за познавање на компјутерски вештини и странски јазици, со што ќе им се помогне на младите за стекнување на соодветни знаења потребни за воведување во работниот процес. Во 10 државни студентски домови студентскиот живот ќе се подобрува преку изградба на перални и сушални.
Со ова вели Катранџиев, ќе се надмине еден реален и долгогодишен проблем на студентите. Сите овие проекти, но и 20-тината кои досега се реализирани, ја прават видлива разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, вели Катранџиев. Наспроти нас е политиката на СДСМ со празни зборови, негација и манипулација. Политика од која никој не може да се сети на еден проект за млади на државно ниво, а камоли проект за младите во Велес. За ВМРО ДПМН вели Катранџиев, младите луѓе се приоритет, тие се иднината на Македонија и незината сила за нови победи. И токму затоа, и во иднина, младите може да рачунаат на поддршката од оваа партија. Со финансиска поддршка од 185.000 денари за набавка на опрема и репроматеријали, 970 лица ќе можат да отворат нови 920 работни места. Огласот од програмата самовработување трае до 29 јануари. Со програмата за самовработување на Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија, годинава ќе бидат опфатени 970 лица и отворени 920 нови работни места. Учество на огласот кој е во тек можат да земат сите активни баратели на работа, а имаат собствена бизнис идеја. Финансиската поддршка изнесува 185.000 денари за набавка на опрема и репроматеријали и 16.600 денари за обука за предприемништво и водење на бизнис. 15 кандидати кои што ќе прикажат иновативни бизнис планови, ќе добијат финансиски средства во износ од 257.000 денари, а оние кандидати кои што во својот бизнис план ќе наведат јасна потреба, ќе укажат на јасна потреба од дополнително вработување, ќе добијат дополнителен грант од 92.000 денари. Во Велес минатата година аплицирале 90 лица, од кои 38 велешани успеале да отворат собствен бизнис. Исто како лани, и оваа година интересот е голем. Оваа година не се поддржани некои други дејности, како што се трговијата и дистрибуцијата на големо, производството и дистрибуцијата на оружја, финансиските и осигурителните дејности, активности поврзани со недвижности, консалтинг услугите и бизнисите од областа на транспорт. Огласот од програмата самовработување трае до 29 јануари. Дополнителни 1000 здравствени работници годинава ќе бидат испратени на едукација во странство. Оваа програма се реализира од 2012 година, а досега во странство на доусовршување се испратени 2084 здравствени работници. Оваа година најмалку 1000 здравствени работници ќе бидат испратени на едукација во странство. Оваа мерка е во насока на унапредување на здравствениот систем, подобрување на квалитетот на здравствените услуги, како и заекнување на здравствената заштита на сите нивоа. Законот за медицински студии и континуирана медицинска едукација на лекарите и друг здравствен персонал е предвидена како законска, трајна обврска на јавните здравствени установи на секундарно и терциерно ниво на здравствена заштита, истакна министерот за здравство Никола Тодоров. 70% од докторите кои што биле на едукација научиле некоја метода која што претходно не ја работеле. Односно, или тие не ја работеле, или не се работела во јавната здравствена установа, во која што работат, или воопшто не се работела во државата. Претежно, докторите од универзитетските клиники кои што одат на едукација во странство, воведуваат методи кои што досега не се работеле во државата. Од 2012 година до сега се реализираа вкупно 2084 едукации во странство на доктори, медицински сестри и останат здравствен персонал. Освен едукациите, Министерството за здравство е фокусирано и на специјализациите во странство, како можност за стручно доусовршување на докторите во врвни странски медицински центри.
СДСМ нема да учествува на изборите на 24 април. Ставревски изјави: "Ќе помогнеме со сите потреби на Државната изборна комисија за навреме да ги заврши активностите." Во продолжение вестите од Македонија. Социјалдемократскиот сојуз вчера вечер донел едногласна одлука. СДСМ нема да учествува на изборите на 24 април, соопшти од партијата. Заклучоците кои што се донесени на Централниот одбор ги соопшти лидерот Зоран Заев. Фер, регуларни и демократски избори се императив, а не датумот на изборите. На Македонија не и требаат уште едни нерегуларни избори, затоа менувањето на датумот на изборите не е желба на опозицијата, туку потреба за целосна имплементација на договорот од Пржинов. За СДСМ, рече лидерот Заев, неприфатливи се избори без навремено прочистен избирачки список и без навремена регулација на медиумите. Затоа на избори на 24 април СДСМ нема да учествува, потенцира Зоран Заев. Македонија мора да оди напред, не смее веќе да биде заложник на политичката криза. Одговорното и достоинственото однесување мора да биде императив за сите политички фактори, се вели во соопштението од ВМРО ДПМН, кое вчера вечер е испратено до медиумите. Фери демократски избори ки има, и тоа не е прашање кое СДСМ треба да го загрижува. Тоа што СДСМ треба да го загрижува е отпорот кој што се создава во државата против нивната деструктивна политика, базирана на фабрики за афери, сплетки, интриги, шпиунски филмови и манипулации. Државата, незината иднина и иднината на граѓаните не смеат да зависат од себичноста, деструктивноста и косогледоста на неколку лица од опозицијата. Агонијата треба да ја оставиме зад нас. Очекуваме СДСМ како партија која го води МВР и која има одлучувачко влијание во ДИК, единствените институции од кои директно зависат изборите, да го даде својот придонес во организирањето на фери демократски избори и да не го обструира процесот заради стравот од соочување со граѓаните. Впрочем, новата влада во која учествуваат има една цел – организирање на избори. Пишува во соопштението кое доцна синоќа до медиумите, го испрати ВМРО ДПМН. Владата преку Министерството за финансии ќе одобри вработување во Државната изборна комисија онолку колку што и се потребни и ќе помогне финансиски во сите сегменти во работењето на ДИК, за да и се помогне таа да ги заврши сите активности за организирање парламентарни избори на 24 април. Ова го изјави вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски по работниот состанок меѓу Министерството за финансии и Државната изборна комисија, на кој биле разгледани сите аспекти во кои владата и Министерството за финансии може да ја помогнат за ефикасно работење на ДИК. Вице-премиерот Ставревски посочи дека веќе издадена согласност за 11 нови вработувања, а во очекување се ДИК да ги заврши анализите околу тоа уште колку точно ќе им бидат потребни луѓе за навремено завршување на работите кои се во функција на престојните предвремени парламентарни избори. Еврокомесарот за соседска политика и проширување Јоханес Хан, според најавите, треба да пристигне во Македонија во средината на февруари, за да ја согледа актуелната состојба со прочистувањето на избирачкиот список, но и со реформите во медиумите. Од канцеларијата на Еврокомесарот изјавија дека предвремените парламентарни избори на 24 април се можни, но дека треба да се направат итни чекори за исполнување на јунско-јулскиот политички договор. Силен земјотрес го погоди централниот дел на Кина. Вработените во јавниот сектор во Грција денес со протести пред Министерството за труд. Ова е светот денеска. Земјотрес со интензитет од 6,1 степен по Рихтеровата скала го погоди централниот дел од Кина. За сега нема информации за жртви во потресот, што се случил на длабочина од 10 километри во округот на Муњан во провинцијата Синхај. Многу жители кои што ги напуштиле своите домови за време на земјотресот, ноќите ја поминале во автомобилите на температура од минус 20 степени. Телефонските линии во овој округ функционираат без прекин. Вработените во јавниот сектор во Грција денеска протестираат пред Министерството за труд. Синдикатот бара од демонстрантите да го покажат револтот поради пензиските реформи што ги предлага владата. Поради протестите, сообраќајот е нарушен. Кон овој штрајк се приклучуваат железничарите поради приватизацијата на железничкиот оператор Трајносе. За денеска се планираат и протести на островите, а во меѓувреме продолжува штрајкот и на земјоделците.
Македонските ракометари го продолжуваат своето надпреварување на Европското првенство во Полска. Вечерва наред е репрезентацијата на Хрватска. Надпреварот започнува во 20 часот и 30 минути. Нашите ракометари со надеж дека истиот ќе заврши со победа за Македонија. Ова се вестите од спортот. Вечерва во 20 часот и 30 минути македонската ракометна репрезентација ќе го одигра првиот надпревар во групата 1 на Европското првенство кое се одржува во Полска. Противник на црвено-жолтите ќе биде селекцијата на Хрватска. Поради поразите од Франција и Полска, Македонија во втората фаза влегува без бодови. Репрезентацијата на Хрватска со победата над Белорусија обезбеди 2 бода и е второпласирана во Б групата. Македонската репрезентација покажа квалитет и карактер во досегашната игра, но овие 2 меча беа исцрпувачки. Светските облажувалници излегоа со став дека Хрватска е голем фаворит. Лино Червар, еден од најголемите ракометни хрватски имиња, изјави дека македонските ракометари ги краси војничка дисциплина и фантастична борбеност. Тој вели дека тие се созреани како играчи и дека тактички се перфектно подготвени. Германија славеше над Словенија со резултат 25:21. Во второто полувреме германската ракометна репрезентација одигра одлично и успеа да ја одржи предност од 2 гола стекнати во првиот дел. Со овој пораз, избраниците на Веселин Вујовик ги завршуваат своите настапи на Европското првенство во Полска. Русија пак во групата Д доминираше во текот на целиот надпревар и ја совлада Црна Гора со 28:21, со што се пласираше во следната фаза, пренесувајќи 2 бода. Селекцијата на Црна Гора ја пропушти последната шанса за виза во главната фаза. Србија се избори за пласман во финалето на Европското првенство во ватерполо кое се одржува во Белград во првото полуфинале. Србија, која е најголемиот фаворит за освојување на златниот медал, ја порази Грција со 13:7. Само во првата четвртина Грција беше во игра против фаворитот, кој го подигна нивото на игра во дефанзивата со по 3 гола. Најефикасни во победничката репрезентација беа Душко Пјетловиќ и Филип Филиповиќ. Гунас и Влахопулос беа стрелци на по 2 гола за Грција. Победникот од второто полуфинале, во кое вечерва ќе играат Црна Гора и Унгарија, ќе биде противник на Србија. Јувентус синоќа го победи Лацио со 1:0. Стрелец на единствениот гол откако топката за малку ја мина гол линијата беше Стефан Лихтенштајнер во 66-та минута. Предходно шутот на Симоне Заза се одби од стативата, а швајцарецот простигна до топката и со доста среќа ја смести во голот на Лацио. Јувентус по тој гол имаше уште неколку шанси, а домаќините беа блиску до голот преку Балде Кеита во 13-та минута. Старата дама во полуфиналето ќе игра со Интер. Golden State Warriors, актуелниот NBA првак, го прегази еден од најсилните тимови на источната конференција Chicago Bulls. Golden State славеа со резултат 125:94. Победата доаѓа само неколку дена по убедливиот триумф над Cleveland Cavaliers. Првата четвртина беше клучна за оваа победа, која ја добија со 34:18, пошто предноста се зголемуваше. Најефикасен кошаркар беше Кари со 25 поени, но со само 3 погодени тројки од 9 обиди. Враќањето на Кармело Ентони во тимот на Нью Йорк Никс по повредата со 30 поени е нешто за одбележување од ноќешната програма. Имаше 9 асистенции и 7 скока. Андре Драмонд, кошаркарот на Детройт Пистонс, има 23 утнати слободни фрлања, што е нов рекорд во NBA. Во второто коло на Австралија Опен, израелецот Дуди Села приреди големо изненадување isфрлувајќи го Фернандо Вердаско. Тој пред 2 дена го елиминираше Рафаел Надал на стартот на турнирот. Вердаско го доби првиот сет со 6-4, но тоа беше се што направи шпанецот, кој потоа ги загуби следните 3 сета со 3-6, 3-6, 6-7. Енди Мареј пак се пласираше во третото коло со лесна и убедлива победа над Сена Грота од 6-0, 6-4, 6-1. Мареј во третото коло ќе се сретне со Жоасо Уса, кој во 4 сета беше подобар од Сантијаго Хиралдо.
Џон Илзнер, кој беше подобар од Гранјолерс, продолжува понатаму на турнирот, како и Виктор Троицки, Гайл Монфилс, како и Милош Раонич, кој беше подобар од Томи Робредо. И денес во земјава имаме студено време. Максималната температура ќе се движи во интервал од -3 до 6 степени. Деталите во продолжение. Благодарам за вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.